Натрепартиски обвинувања и контраобвинувања, најави за пуч, барање за извинување. Ова се само дел од најавите за во пресрет на 31-иот конгрес на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Ако го прашате лидерот на партијата Филипче, тој ќе ви одговори дека партијата е консолидирана. Но реакциите, обвинувањата и коментарите во јавноста говорат сосема нешто друго. Гостин во ова издание на Трилинг, еден од 20 нови подпредседатели на партијата, Александар Трајановски. Добре дојдовте во емисијата. Добро ден, Гораст. Поздрав до сите гледачи. Господин Трајановски, дали на сцена е бунт во Социјалдемократскиот сојуз? Не, апсолутно. Не се служувам со тоа, не би рекол дека е на сцена бунт. Ние сме фокусирани на тоа што треба да бидеме фокусирани како раководство, како општински организации. Тоа е престојниот конгрес, кој ќе биде сега во сабота, баш овде во Александар Палас. Така да работиме на тоа, работиме на делегатите, апсолутно на организација на целиот конгрес, каде што ќе треба да биде представена новата програма, новиот концепт, каде што ќе бидат упфатени сите категории и апсолутно да се слушне мислењето на делегатите, како и секогаш до сега, да се слушнат позитивните работи, нормално секогаш не тука и за негативните работи, за да се каже од страна на делегатите дали има замерка, се каже за дел од општинските дали има замерка, така да ја мислам дека конгресот ќе помине во најдобар ред и за тоа и се спремаме. Што за вас ќе биде успех на овој престоен конгрес? Еден од вашите сопартици како да даде одредена резерва околу можноста тој да пропадне, бидејќи со констатација се надевам дека сите делегати ќе дојдат, а ќе видиме и поранешни функционери од партијата. Последното интервју на поранешниот градоначалник и висок партиски функционер Шилегов, еден од поранешните исто така функционери Деспотовски, како да најавува раздор во партијата. Видете, во претходниот период направивме безброј разговори, без консултации и внатре-партиски, како и со дел од другите општински организации, така да сите делегати се искомуницирани. Јас тврдам дека апсолутно не станува збор за некакво пропаѓање или за некакво саботирање на конгресот. Сите делегати ќе дојдат затоа што таму е местото каде што треба да се дебатира. Треба да се разговара, треба тоа да ќе биде еден отчетен конгрес за поминатите локални избори, така да таму ќе се разговара за локалните избори, како поминале, секој ќе си окаже својот збор, сите извештаи од сите општински ќе ги презентира генералниот секретар. Така да мислам дека и доколку има незадоволство или доколку има несогласување, конгресот е простор каде што треба све тоа да се рефлектира или да се прикаже. Излегувањата во јавност на претходни наши сопартици, како што се Деспотовски или еве синокешното на Шилегов, не би ги коментирал, затоа што за мене е излишно да се коментира нешто, поготово наши сопартици кои излегуваат, кои бараат оставка на ова раководство или ја напаѓаат партијата, со цел стани ти да седнам јас. Не го прифаќам тој начин на конверзација и не го прифаќам воопшто тој начин на размена на идеи преку социјални медиуми, напаѓања преку социјални медиуми или пак излегување по телевизии и плјукање, така грубо да се изразам, по социјалдемократскиот сојуз. Сметате дека овој атак преку медиумите од поранешни ваши поранешни функционери во партијата е само, како што велите, да стане до сегашното раководство да дојде до ново? Апсолутно така го гледам и во нина друга смисла не можам да најдам соодветен речник како да го протолкувам. Затоа што еве ја се познавам со господинот Шилегов. Господинот Шилегов бил во структурите на Социјалдемократскиот сојуз, градоначалник, бил во извршниот одбор до последните избори, кои што ги претрпевме катастрофален резултат, тоа беа парламентарните избори, така да одговорноста е сечива, значи не е одговорноста само на поединци.
да се атакува на председателот моментално, кој знаеме во каква ситуација ја затекна целата партија, кога се најдовме во еден класичен нокаут, мора да признаеме, освоивме 18 пратеника, значи најлош резултат во историјата на Социјалдемократскиот сојуз. И дали тоа не беше, бидејќи велите ова се најлоши изборни резултати, дали тоа не беше мотив и причина да дојде до целосна промена во раководството? Видете вака, и претходно господинот Зоран Заев се повлече после локалните избори, па потоа се повлече и господинот Ковачевски, така да имаше внатре партиски избори кои се легитимни, кои се максимално демократски, каде гласаат регистрирани членови на Социјалдемократскиот сојуз, и таму господинот Филипче си го доби својот мандат, каде што беше изгласан од членовите. Има критики дека одлуките во партијата се носат во најтесен круг. Не е точно. Последната година и пол, после парламентарните избори, апсолутно во сите, ја бе потекнувам од општинската организација во Аеродром, апсолутно сум присутен јас како член, сега како подпредседател, претходно е дел од извршниот одбор на сите извршни одбори кои се случуваат во нашата општинска организација и ги пренесувам ставовите од таму горе во раководството. Значи еден мост. Така да верувајте дека не одлучуваат само група на луѓе во Социјалдемократскиот сојуз. Имаме широка дебата, имаме централен одбор, имаме извршен одбор, нечесто има и несогласување, што е нормално и демократско право. Има ли координација помеѓу раководството и пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз? И колку се реални тврдењата дека можно е во наскоро време да дојде до раситнување на пратеничката група на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија? Видете, координатор на пратеничката група е господин Олијер Спасовски. Господин Олијер Спасовски присуствува на сите извршни одбори што ги има нашата партија, така да и на сите извршни одбори зема и господин Спасовски збор, така да тука се дебатира. Така да апсолутно све што се случува во пратеничката група се пренесува преку господин Олијер Спасовски, таму е и председателот Довенко Филипче во пратеничката група, како и сегашната подпредседателка Јовна Тренчевска, така да све од таму целата координација, целиот разговор се пренесува и на Зошто се откажавте од дел од вашите поранешни високи функционери, партиски соработници, еве ќе ги набројам: Игор Ивановски, Гордан Ѓорѓиев, Костадинов? Видете, никој од никого не се откажа. Председателот Филипче ме разговарано со сите претходни функционери во еден дел од неговиот мандат, така да апсолутно подадена е рака на секого. Така беше и кај нас во општинските организации, беше подадена рака на секого. И на бивши функционери, и на бивши градоначалници. Нивно е да одлучат дали се пропознаваат во концепт или ќе седат на страна. Така да апсолутно Социјалдемократскиот сојуз не е откажан од никого. Да, ние како партија не може да трпиме атак од поранешни функционери кои добиле све од Социјалдемократскиот сојуз и тој атак да остане од нас игнориран. Така да во еден аспект како партија да мора да се заштитиме, ама во друг аспект мора и да дадеме одговор на неаргументирани напади. Што се за вас неаргументирани напади? Ке го спомнам пак и господинот Јован Деспотовски излегуваше по социјални медиуми и повторно го напаѓа и директно председателот Венко Филипче, директно раководството, каде што сме членови ние, дека ја уништува системски партијата, што е апсолутно неточно. Ако некој стварно мислеше дека после онаков пораз на парламентарните избори, во кои беа дел сите, а и господинот Јован Деспотовски како функционер, очекувавме дека ќе освоиме голем број на општини, тогаш е за мене политички лајк. Врз основа на што го ги темелите тврдењата, кои многу често ги слушавме деновиве на пресконференции, дека Шилегов и Деспотовски се продолжена рака и одработуваат за ВМРО да помане? Па видите, ние во претходниот период трпиме повеќе напади од наши сопартици, него ли од ВМРО да помане. Така да самото по тоа се наметнува дека голем дел од тие напади може да се и инструирани.
Јас не кажувам со 100% сигурност дека тоа така, ама по све што гледаме како се одвива, како медиумите ги пренесуваат тие напади, поготово провладините медиуми, ќе видите дека можеби има некоја симбиоза, што искрено не сакам ни да поверувам дека е таква, затоа што јас тргнувајќи од себе лично, со целиот свој кредибилитет, никогаш не би ја нападнал партијата која ми е возможила во еден период од животот да бидам тоа што сум. Каква е улогата и влијанието, па и на Бранко Црвенковски денеска во Социјалдемократскиот сојуз? Видете, Бранко Црвенковски бил председател на Социјалдемократскиот сојуз и една битна фигура нормално во Социјалдемократскиот сојуз. Сега моментално апсолутно нема контакти никакви со Бидејќи рековте дека вашиот актуелниот лидер има комуникација со сите. Предпоставам вклучувајќи ги поранешните председатели на партијата. Сакам да кажам, поранешните председатели на партијата, со Владо Вучковски како премиер претходен, комуникација со делот претходните. Точно не можам да кажам дали е во комуникација, дали бил некојаш во комуникација со Бранко Црвенковски, но ја мислам дека апсолутно е подадена рака на секого. Апсолутно е подадена рака на секого во интерес на Социјалдемократскиот сојуз, затоа што нас поделбите не водат никаде. Нас поделбите не водат само да овозможиме ВМРО ДПМН да си владее што може полого, затоа што опозицијата ќе се цепка на делови. Затоа јас сакам да кажам од мој аспект секако подпредседател дека мора да се најде начин да се смири топката. Најмалци ни е потребно ова што се случува, со овие константни напади, ама верувајте, не зависи секогаш све од нас. Како е возможно актуелниот лидер на и премиер Мицковски да успее и покрај сите внатрешни турбуленции кои ги имаше во ВМРО ДПМН да ја консолидира партијата и да стигне до власт, а се чини дека во моментов Социјалдемократскиот сојуз после подолг период се соочува со вакви внатрепартиски турбуленции. Видете, ни очекувавме реално дека можеби ќе дојде до внатрепартиски турбуленции, затоа што ги насетувате? Едва има поединци кои едноставно се ситат на резултат на Социјалдемократскиот сојуз. Па резултатот не е за пофалба. Во ред, ама после тој резултат да барате одма промена на раководството, која година дена на таа позиција со избран мандат, мислам дека во најмала рака не е сериозно. Зашто го говорам ова? Затоа што ние бевме под константен притисок, прво од голем дел од медиумите провладини, константно. Сега водиме борба и со нашите, сакам да кажам наши, партиски другари, кои во еден аспект од претходното владење наше биле на видни функции. Така да, по мене, таа борба е помалку трпна, него ли борбата со ВМРО. Треба време, консолидација и мислам дека све ќе дојде на свое место, со што ВМРО ќе се соочи со вистинска опозиција. Дали по Конгресот очекувате дека партијата ќе излезе посилна или само ќе се продлабочи поделбата внатрешна и можеби утре заутре во партијата да се пројави интерес за фракционерство? Видете, фракционерството... За преземење на партијата? Фракционерството во СДСМ не било никогаш страна тема, како ви рекле. Секогаш се појавале фракции, па потоа се губеле. Мислам дека Социјалдемократскиот сојуз е таа партија која може да се спротистави на ВМРО ДПМН и сите фракции што ќе излезат од Социјалдемократскиот сојуз набрзо ќе се угушат или ќе го изгубат својот тек. Можно ли е од Конгресот да произлезе и нова изборна платформа со премиси на социјална правда, слобода, критичка мисла? Апсолутно, тоа ќе го представи председателот Венко Филипче на самиот Конгрес.
Следите трин гостин во емисијата Александар Трајановски, подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз. Господине Трајановски, отворивте фронт против медиумите. Помалку наликувате како во времето на Никола Груевски, кога ги етикетираше медиумите, ги делеше новинарите. Знаете како заврши А1 телевизија Никола Груевски? Да. За жал. Заврши лошо. Јас морам да кажам дека тој линч што ние го трпиме како партија моментално од провладините медиуми, провладините новинари, ја нарушува цела етика. Прво новинарска, второ, ние сме сите луѓе со фамилии, нон-стоп да бидете нападнати, да дефокусирате јавноста со тоа каде бил председателот на одмор или кога отишол на одмор. Мислам дека е дегутантно. И мислам дека и на народот тоа веќе му станува на еден начин одвратно, затоа што вие може да измислите нова афера, да нападнете една страна, па да ме нападнете еднаш мене, еднаш друг дел од извршниот, друг функционер или било што. Јас сакам да кажам дека тоа не води нигде, тоа е еден линч кој се надевам дека ќе изгуби интерес. Затоа што фокусот на провладините медиуми е Венко Филипче, председателот, затоа што не испорачуваат ништо. Све се крие зад атакот. Се прави класичен дефокус и ние сме цел на линч. Дали е тоа од провладени медиуми или од новинари, све едно. А сега гледате дека и од наши сопартици. Кога премиерот и лидер на ВМРО ДПМН, Христијан Мицковски, беше поголем криминалец, кога седеше еден наспроти друг седеа со Филипче во владата, или сега кога Мицковски успеа да го убеди Али Ахмети на лидерска средба? Поголем криминалец? Да. Не можам да кажам кога бил поголем криминалец или дали бил бидејќи вашиот лидер го квалификува дека со криминалци не седи на маса. Видете се вака. Криминалци во аспект збориме на тоа што кога почнавме да вадиме цела тендерска шема, дека се добиени за година и пол по сите општини 161 тендер од една фирма, после тендери во пошта од 1,2 милиони евра, тендери од 9 милиони евра на фирми, на човек фирми, на фирми кои се отворени 6 месеци пред составувањето на владата. Од тој аспект и нашиот председател го кажал тоа дека не се еди на маса со криминалци. Дали бил претходно или после тоа не би можел да кажам. Филипче со Ахмети, Мицковски со Ахмети. Дали тоа е сигнал дека СДСМ смета дека денес Дуи со истиот Али Ахмети е реформиран? Што беше повод за средбата со Ахмети? Повод за средбата со Ахмети беше, мислам дека председателот Филипче тоа го напомена дека беше разговарано за распределбата на локалната власт во Гостивар. Тоа беше кажано и тоа го кажа и председателот. Сакам да кажам, имаме наша програмска определба, имаме наш концепт и ќе се држиме до него. Факт е дека од секогаш сме биле плурипотентна политичка партија у смисла на тоа дека сме биле широко коалициона ориентирана, така да мислам дека и моменталната и идните коалиции ќе се градат на база на програмски аспекти. Факт е дека тоа ќе биде интеграцијата во ЕУ. Од каде вашата убеденост дека власта се спрема за превремени парламентарни избори? Видете, уназад, значи, кога ќе го видиме владењето на ВМРО, ќе видите дека ретко кога терале цел мандат, значи секогаш на половина се распишувале предвремени избори. Тоа како една пракса, да речеме дека ќе биде и сега, што не мора да значи. Ама, кога ќе видите во каква ситуација е моментално државата,
дека еве се спрема сега синдикален протест, има закочување кај минималната плата, потоа имате прв пат во историјата, мислам, на државата дека на 15 декември е затворен трезорот, каде што нема меѓуинституционални плаќања. Имаме една буџетска дупка која е веќе 2 милиарди евра. Потоа закочено враќање на ДДВ-то од 120 до 150 милиони евра по компании. Тоа све укажува дека владата нема да има друг начин, ќе мора да распише предвремени избори, доколку сака нешто да промени. Вие сте подготвени за предвремени избори? Апсолутно сме подготвени за предвремени избори, затоа што Социјалдемократскиот сојуз како партија Вака разединет сте подготвени за избори? Апсолутно сме подготвени за избори. И тоа го тврдам. Разединет не би се сложил дека сме разединети ако 1, 2 или 3 бивши функционери наши излегле на телевизија и барале оставка од председателот Венко Филипче со цел они да седнат на тоа место. Мислам дека не е тоа знак дека сме ние разединети. Така да апсолутно Социјалдемократскиот сојуз е подготвен за избори кога да бидат. Европскиот пат е во моментов статус кво. Економските перформанси, вие често како опозиција ја критикувате власта, иако таа вели дека овие задолжувања, меѓу другото, ги прави и да се раздолжи од она што вие сте оставиле како владеачка гарнитура. Може ли да говориме дека во вакви околности на кревка политичка состојба може власта и опозицијата настрана суетите и политичкиот анимозитет да седнат на иста заедничка маса? Лично мене, ако ме прашувате, ја би сакал тоа да се случи, ако е во интерес на граѓаните, во интерес на нашата држава, да оди напред државата. Значи, сите суети треба да се закопаат и да се разговара. Да се отвори една широка дебата и да видиме што можеме да промениме и каде може да бутнеме. Ние во моментов се соочуваме со можност да станеме паралелен играч. Значи, да не сме внатре во процесот, да дојдеме према Европската унија, туку да бидеме покрај процесите. И едноставно Европската унија да изгуби интерес за нас. Тоа е нешто најопасно што може да ни се случи. Смета дека сме изолирана држава? Апсолутно сме изолирана држава. Вие не сметате дека сме изолирана држава? Не, јас поставам прашање. Знам да еве го дебатираме, збориме. Јас сметам дека сме изолирана држава. Отвараме конфликти со сите наши соседи. Отвараме конфликт со Грција на затворено прашање. Отвараме конфликт со Бугарија. Едноставно, единствено, оската со Србија ни е движечка и тука се држиме цврсто со председателот Вучич. Ама сепак мислам дека на затворени прашања не треба да отвараме нови прашања. Ние сме тие што треба да форсираме диалог. Ние сме тие што треба да форсираме диалог и со Бугарија, со цел да најдеме заеднички јазик, да можеме да тргнеме напред, да отвараме кластери, да се приближиме до Европската унија. Господин Трајановски, на крајот, вие сте лекар по професија. Председателот е лекар. Каква диагноза би дали на партијата во моментот? Дали е во коматозна состојба? Не е во коматозна состојба. Моментално партијата е во процес на сериозна консолидација. Ја ви кажав, мислам дека е прекраток периодот од година дена после таков убедлив пораз да се дигнеме толку високо, така да чекор по чекор ќе се изненадите позитивно во идниот период што престои. Благодарам за издвоеното време. Благодарам на поканата. Александар Трајановски, подпредседател на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, интервју во пресред на Конгресот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Значи се работи за луѓе кои навидум се принципијални. Он има принцип дека не контактира со адвокати, мене лично нема да ме прими,
во обврска сум да му се обратам писмено и така натаму, а во исто време, истиот човек го гледаме на некоја снимка со некој обвинет од актуелен предмет, седи во празен ресторан и така натаму.